Но не е само Ланчија таа што можеби повлекува рачна сопирачка во електрификацијата. Протекоа информации дека Fiat ја разгледува опцијата новиот 500e да добие и бензински мотор. Иако моделот добро се продава, тој не успева да ги исполни очекуваните 100.000 примероци годишно и неговото производство моментално е паузирано. Дополнителна причина е очекуваното намалување на порастот на побарувачката за електрични возила, на што треба да се додаде и кинеската конкуренција. Fiat 500e дебитираше 2020-та не како замена, туку како еколошки прифатлива алтернатива на бензинскиот 500 кој датира од 2007 година. Двата модела се поставени на различни платформи и се произведуваат во различни фабрики. Сега се ближи крајот на животниот век на помалиот 500 и сосема јасно е зошто Stellantis размислува за ваков наизглед чекор наназад. Исто така е јасно дека тој позитивно би бил дочекан на пазарот пред се заради поприфатливата цена. Електричната верзија чини 30.000 евра. Колку е длабок проблемот, кажува и мизерната продажба од само 14 примероци во првите 2 месеци годинава во Италија на прескапата Abarth верзија. Доколку биде одлучено новиот Fiat 500 да се нуди и со бензински мотор, тој би се појавил на пазарот при крајот на идната или почетокот на 2026 година. Во меѓувреме стариот 500 нема да се повлече, туку од Полска ќе биде испратен во Алжир, каде во сосема нова фабрика ќе се произведува за земјите со помалку строги еколошки и безбедносни прописи, пред се Северна Африка и Блискиот Исток.